Зборот транспарентност е тежок, понекогаш неразбирлив, но преводот му е едноставен – прозирност. Доаѓа од латинските зборови транс, низ и апарере, се појавува, значи нешто што можеме да го видиме низ нешто друго, прозирно. Кога велиме дека институциите треба да бидат транспарентни, тоа не значи дека треба да си направат згради од стакло за да може да ги гледаме луѓето внатре. Треба да овозможат да видиме што точно работат и на кој начин ни служат со парите што ги плаќаме за нив. Транспарентноста често се игнорира и од институциите и од многу граѓани кои едноставно не се доволно заинтересирани за нивната работа. Но можеме ли целосно да живееме без транспарентност? Еве како би изгледало тоа. Излегуваме од дома и одиме на автобуската станица, но на ниту еден автобус што доаѓа и застанува нема број. Патници се качуваат и се симнуваат, а никаде не пишува до каде одат овие автобуси. Возачите велат, таа информација е недостапна. Се качуваме во следниот автобус и иако не знаеме каде ќе не однесе, решаваме да се симнеме кога ќе видиме некое познато место. Го гледаме театарот. Добра идеја. Излегуваме од автобусот, купуваме театарска влезница и седнуваме на столчето. Но целата представа се одигрува зад завесата. Се обидуваме да ги слушнеме диалозите кои не се многу јасни, а не можеме да видиме ништо што се случува зад сцената. Еден гледач во првиот ред ја подотвори завесата, но некој одзади веднаш ја врати и го предупреди дека премногу си го пика носот каде што не му е местото. Ја напуштаме чудната представа и бидејќи знаеме дека во ресторанот до театарот не даваат ниту мени, ниту ценовник, како и во ниеден друг ресторан во градот, одлучуваме дека е најдобро да се вратиме дома, пеш, бидејќи автобусот кој знае каде ќе не однесе. По патот наидуваме на продавница за технички стоки со големи попусти. Чудо, некој сепак одлучил јасно и разбирливо да напише што продава и за колку пари. Наоѓаме ефтин кафемат и го купуваме. Дома ја отвараме кутијата и го гледаме упатството. 8 бели празни страници. Ниту една буква. Ни на апаратот не пишува кое копче за што служи. Се јавуваме во продавницата да побараме замена, но оттаму ни велат, извинете, но ние одлучуваме кои информации за производот ќе ви ги дадеме, а кои нема. Јасно е дека овие примери се апсурдни и дека во реалноста вакво нешто не може да се случи. Но во истата реалност можеби знаеме каде одат нашите автобуси, но не и каде патуваат нашите функционери. Театарската завеса се отвора за да гледаме представа, но многу одлуки важни за нашите животи се носат зад некои други завеси, кои што не се поместуваат. Во ресторанот ќе ви дадат мени и ќе нарачате што сакате, но не знаете што државата нарачува за вас со вашите пари преку тендерите. Фирмата ќе ви обезбеди упатство за кафематот, но ако побарате некоја информација што ви следува од институциите, секогаш може да очекувате одговор дека таа не им била задавање. Заедничкото и за апсурдните и за реалните примери е дека и во двата случаја имаме трошење пари без да се знае зошто. Затоа транспарентноста е важна, затоа институциите треба да бидат прозирни. Без тоа, борбата против корупцијата е невозможна.